Добро вечер и добре дојдовте во најновото издание на информативната емисија Интервју со. Вечерва мој и ваш гостин е господјата Јасмина Поповска, директор на Фондот за иновации. Ке говориме за иновациите, за средствата, но и за првичните резултати. Кога станува збор за иновации, да напоменам дека развојот на иновацијската дејност во секоја држава, па и во Македонија, е едно од поважните елементи во развојот на економијата. Целта на иновациите е подигнување на конкурентноста на компаниите и нивно полесно пласирање на странскиот пазар. Се верува дека, или веќе е докажано дека, колку имаме повеќе развиена иновативна дејност, толку ни е подобра економијата. А каква ни е нашата иновативност во Република Македонија, како што најавив на самиот почеток, разговараме со Јасмина Поповска. Добре дојдовте. Благодарам за поканата. Госпоѓо Поповска, на почетокот да ја доближиме поблиску до нашите гледачи институцијата која што вие ја представувате. Па би сакала да истакнам најпрво дека Фондот за иновации и технолошки развој е млада институција, постои од неодамна. Некаде 2013 година е донесен Законот за иновацијска дејност, со кој што се направи правен основ да се формира државен фонд за иновации и технолошки развој, кој што ќе има фокус финансиски да ги поддржува иновациите и технолошкиот развој, меѓутоа и да дава техничка помош во оваа насока. Накратко, фондот постои од 2014 почетокот. 2014 година поминавме во воспоставување на институцијата и кадрово и технички, а веќе од 2015 година започнавме со доделување на средства. Кој се може да биде корисник на средствата кои што вие ги доделувате? Фондот моментално е фокусиран на микро, мали и средни предпријатија, кои што се регистрирани во Република Македонија со доминантна македонска сопственост. Односно, најмалку 50,1% од сопственоста на предпријатието треба да е на македонски државјани. Во однос на тоа што треба да исполнуваат овие предпријатија, најзначајно е да имаат некаква иновација, односно некаков нов производ што го нема на пазарот, или некое ново решение кое што подобро од она што алтернативно се нуди на пазарот, со цел да со самото тоа што има новитет би било препознаено од страна на пазарот, од страна на купувачите и на самиот начин оваа компанија би генерирала повеќе приходи затоа што би имало поголем интерес за таквото решение. Новитетите во принцип носат и зголемена вредност за самата компанија и можност за генерирање на поголеми профити отколку кај вообичаените бизнеси кои што се водат. Кога станува збор за иновации, да напомениме дека од овој фонд може да се финансираат и иновативни проекти на високо образовните институции. Колку се тие заинтересирани да ги искористат овие средства? Нашиот пристап е дека она што е и светска пракса и што покажува дека е неопходна соработката помеѓу академијата, високообразовните научно-истражувачките институции од една страна, приватниот сектор, односно бизнисите од друга страна и државата од трета страна, е она што дава една здрава основа за да се генерираат подобри економски резултати. Сите наши проекти се насочени кон бизнисите. Значи, грантовите кои што ги доделуваме се наменети за предпријатијата кои што сакаат да воведат иновација во своето работење. Односно, кои што сакаат некакви резултати од истражување, од тестирање, дизајн на нов производ, да ги комерцијализираат и да ги продаваат на пазарот. Токму научно-истражувачките или високообразовни институции понекогаш се изворот на знаењата, на новините во истражување и слично, кои што може да се применат во бизнесот. Затоа, покрај директна финансиска поддршка на бизнесот, даваме и финансиска поддршка на оние предпријатија кои што се базираат, чии што иновации се базираат на некакво истражување правено во рамки на факултетите. Така, например, кај инструментот за спин-оф предпријатија, финансираме до 30.000 евра проекти на предпријатија кои што произлегуваат од професори, студенти кои што работеле на некакво истражување на универзитетите. Вакви компании имаме околу 4-5 досега поддржано. Има интерес, морам да признам дека најголем интересот кај студентите и професорите кои што работат на техничките факултети, кои што работат на електрофакултетот или на факултетот за информатички технологии
додека имаме и можност преку инструментот за комерцијализација на иновации индиректно овие научно-истражувачки високообразовни институции да бидат корисници на средства. На самиот овој инструмент може да аплицираат за грант до 100.000 евра предпријатија, микро, мали и средни, меѓутоа во соработка со научно-истражувачка или високообразовна институција и на тој начин знаењето од универзитетите да се префрли во приватниот сектор. Знаеме дека никогаш самите бизниси се многу ограничени со ресурси, со ваков тип на кадри кои што може целосно да се посветат на истражување, на развој, на прототип, пилот линии, тестирање и слично, и дека понекогаш е неопходно самиот бизнис да се ослоне во овој дел на соработката со научно-истражувачките институции и да ги искористи ресурсите што стојат на располагање таму. Споменавте спин-ап компании. Да им го објасниме малку на нашите гледачи самиот тој збор. Каква е оваа компанија? Мали, средни, микро предпријатија, веќе како термин се познати, меѓутоа ова како термин е малку непознато. Со самата работа на фондот произлегува и термини кои што се дефинирани во Законот за иновацијска дејност и секој што е повеќе заинтересиран за оваа терминологија може да го отвори Законот за иновацијска дејност и таму да ги пронајде дефинициите за тоа што е стартап, што е спин-оф, што е иновација воопшто и слично. Во однос на самиот термин спин-оф предпријатие се работи за предпријатие кое што е основано од професори или студенти или научно-истражувачка високообразовна институција со цел да она што е работено во рамки на факултетот, ако е работено некакво истражување и резултатите се позитивни и може да се продаде тоа што ќе се развие на пазарот, односно има побарувачка на пазарот за истото, да со самото тоа се издвои од таа работа од универзитетот, се стави во бизнис, во микро, мало или средно предпријатие и истото да на некој начин го комерцијализира знаењето, односно го доразвие решението во финален готов производ што ќе излезе на пазарот да се продава. Токму спин-оф предпријатието подразбира посебен ентитет. Значи универзитетот може да е основач на истото, самите професори, студенти чии што интелектуални права се користат за развој на иновацијата може да бидат основачи, меѓутоа најзначајно е да е издвоено правно лице кое што утре може да има бизнес и перспектива и да може да генерира профит. Кога станува збор за иновациите, колку македонците се иновативни? Или имајќи во предвид дека само неколку години постоите, што е она што во овој временски период доминира од иновации? Па можам да кажам дека има доста креативни луѓе во Македонија, дека изминатиот период до формирањето на фондот немаше ваков систематски пристап кон оваа тема, односно немаше никаква поддршка од државата за иновации, за бизнисот да биде поиновативен и со самото тоа поконкурентен. И едноставно постоеше потреба за вакви механизми за поддршка, меѓутоа немаше, да кажеме, понуда за да се задоволи таа потреба. Морам да напоменам дека самите иновации се високо ризични. Односно, тој што ги развива, тоа предпријатие што вложува во нивно развивање, не може да знае каков ќе биде исходот до крајот, затоа што во фазите на тестирање и во лабораторија и во исполнување некои стандарди има голема неизвестност дали ќе ги дадат очекуваните резултати. Од друга страна, со самата таа ризичност, банките не финансираат ваков тип на проекти. А самото предпријатие би требало да инвестира тогаш самостојно и да сите ресурси со кои што располага да ги насочи во тој правец што е ризично и за самиот собственик. Од наш интерес е како држава да им помагаме на овие луѓе и доколку сето тоа успешно излезе на крај, да го споделиме со нив и успехот, меѓутоа и ризикот. Постои потреба за ваков инструмент. До сега имаме на 3 повика добиено околу 200 предлог проекти, од нив се поддржани 37. Сега имаме нов 4 отворен повик, што значи дека интересот е голем, меѓутоа треба и време да самите предпријатија разберат дека овие иновации се значени за нивниот бизнес од една страна, меѓутоа од друга страна како да ги изработат предлог проектите квалитетно. Кога станува збор за изработка на квалитетни предлог проекти,
чинам дека од година во година македонските компании веќе се усовршени за истите да ги изработуваат, имајќи во предвид дека се конкурира и за добивање на финансиски средства од најразлични европски фондови. Но сепак, кој е временскиот период, да речеме, за реализација на еден проект кој што ќе добие финансиски средства од кај вас? Проектите кои што ние ги финансираме траат од 12 до 24 месеци, кој што време им е доволно за да од некаков потврден концепт или од некаков прототип да дојдат до готов производ на крај и да започнат со негова продажба. До сега искуствата покажуваат дека на едно стартап предпријатие му е потребно некаде од 1 до 1,5 година да ги комплетира сите активности. Кај посложените проекти кои што се со поголема вредност и каде што веќе се подразбери некаква продажба да почнат да реализираат, тоа трае околу 2 години, 2,5 години. Во однос на овој втор тип на проекти, таму задолжително треба веќе да има прототип некаков, значи да е во некоја позрела фаза самиот продукт со цел да добијат и поголемо финансирање. Од идеја до реализација многу пати оваа изговорена реченица сме ја слушнале. Меѓутоа, колку пати таа е применлива во Македонија, иако идејата ја имаме, како оди оној процес на реализација или на подолба на финансиските средства? Претпоставувам дека апликациите кои што ги добивате, ги разгледувате, па потоа одлучувате кој и зашто ќе биде добитник на финансиски средства. Оние проекти кои што доаѓаат кај нас се малку понапред од идеја, значи кај стартап инструментот треба да имаат некаков потврден концепт дека тоа ќе функционира, а кај, како што напоменав, кај комерцијализација и иновација има веќе треба да има некаков прототип, минимум прототип, со тоа што често пати оние предпријатија кои што ќе добијат финансирање допрва сваќаат дека тоа не е едноставно да го доведат тоа што го има до еден финален производ и да го издизајнираат согласно потребите на нивните потенцијални клиенти, односно некој да го купува по некој време. Се соочуваат со непредвидени ситуации, треба да се прилагодат на истите и слично, така што некогаш се преоптимистички кога ќе ги добијат средствата, сметаат дека сето тоа ќе се заврши брзо, ама така не излегува кога веќе го имаат искуството на терен и повеќето нив кажуваат дека навистина било тешко за да се донесе идејата до финално решение. Особено е значајно уште кога ја започнуваат идејата, проектот кога го започнуваат, да ги имаат во предвид барањата на пазарот и соодветно да го дизајнираат решението. Неопходно е од старт да имаат глобална перспектива за глобални пазари, да не размислуваат само на локалниот пазар, затоа што очекувано е дека една млада компанија најпрво ќе се обиде да настапи на македонскиот пазар, меѓутоа однапред треба да ги знае потребите на глобалниот пазар, да си ја познава конкуренцијата, за да може по некое време и таму да настапи. Ние ги следиме во рок од 5 години по завршување на проектите, што значи дека очекуваме првата година, втората да бидат во Македонија, во регионот, меѓутоа потоа очекуваме да настапат и на глобалните пазари. Ова не е баш едноставно. Рековте дека во изминатите 3 повика аплицирале околу 200 или сте добили околу 200 апликации, 37 сте ги финансирале или ги финансирате. За која е купната сума? За толку пари имаше фондот, толку беше буџетот, или проценивте дека овие 37 апликации се всушност апликации кои што може да се реализираат, се добро изработени? Зависи од повик на повик. Наше правило е да секогаш обезбедиме еднаков пристап за сите компании и објавуваме јавен повик во медиумите. Со самото тоа секој има шанса да подготви предлог проект и да го достави до фондот и соодветно да биде оценет. На секој повик имаме различна конкуренција, различни предлог проекти, не можеме да предвидиме каква ќе биде понудата на идеи на решенија. И од тој аспект не може да се споредува. На некои повици ги имаме доделено сите достапни средства, на некои не. Така што од тој аспект до сега имаме финансирано околу 1,5 милион евра 37 проекти, од кои што
Во првиот повик имавме помала распределба од тоа што беа достапни средства, на вториот комплетно сите ги распределивме средства, на третиот повик наместо 15 проекти поддржавме 4. Некогаш проектите кои што пристигнуваат до фондот можеби имаат одлична идеја, ама бизнес планот кој што е представен во апликацијата не е доволно разработен или пак нема земено во предвид некои аспекти. Најголем проблем на компаниите е некогаш да го идентификуваат јасно пазарниот потенцијал, односно каде ќе продаваат, на кого ќе продаваат и како ќе го постигнат тоа што го замислиле. Сугерирате каде се слабостите, па можеби во наредниот повик со истата таа апликација, меѓутоа доработена, сработена како што треба повторно да дојде до вас? Секако, секој што е одбиен на било кој повик на фондот, по завршување на целосната процедура добива известување со основни препораки на кој сегмент од апликацијата треба да обрне внимание. Тие доаѓаат препораки директно од Комитетот за одобрување на инвестиции, тоа е посебно тело во рамки на фондот, кој што е составен од меѓународни експерти со над 10 годишно искуство во иновации и инвестиции. Овие експерти доаѓаат од Германија, од Франција, од Америка, од Канада и од тој аспект имаме навистина квалитетен тим кој што одлучува за тоа кој ќе ги добие средствата и директно на оние што се одбиени им дава препораки како да ја подобрат својата апликација и да дојдат повторно да се обратат до фондот. Со една идеја, со едно иновативно решение може да се аплицира до 3 пати во фондот, меѓутоа се надеваме дека ќе ги научат лекциите оние што се одбиени, дека ќе подобрат апликацијата за следниот повик. До сега имаме случај каде што компанија има аплицирано на прв повик, ја одбиваме, на вториот повик добива финансирање со истиот проект, меѓутоа значително подобрен. Имаме случај кај што компанија е одбиена на прв и второ повик, на трет повик аплицира со сосема различно решение, со различна идеја и добива на третиот повик. Така што не треба да се откажуваат бизнисите, меѓутоа треба да го слушнат, да слушнат повратната информација од комитетот и доколку имаат некој недоумици за тоа како да се подобрат и да дојдат да се обратат во фондот. Кога станува збор за 37-те предпријатија кои што се финансирани или кои што развиваат иновации со помош на средствата кои што ги добиле од вас, еве да напоменеме дека во нашиот регион и една кавадарачка компанија веќе користи средства. Зашто станува збор, дали може поконкретно да говориме во оваа емисија? Навистина ни е драго кога некоја компанија на која што ја одобруваме финансирање доаѓа и од другите градови од Македонија, не само од Скопје. Така Кликон е регистрирана компанија во Кавадарци која што работи на софтверско решение за поврзување на бизнисите, прицел на микро, малите и средни предпријатија, им дава можност преку еден специализиран канал да комуницираат меѓу себе, да споделуваат документи, да издаваат фактури едни на други, меѓутоа и да се промовираат себе си. Доколку некоја компанија произведува нешто што е наменето за бизнес секторот, што може да го купи некоја друга компанија, со самото тоа што се во таа мрежа може да си го промовира својот продукт. Кликон е навистина еден интересен млад тим на луѓе кои што го развиваат ова решение со поддршка на фондот и веќе е достапно на пазарот и веќе имаат околу 500 регистрирани корисници. Сте само на домашниот пазар, уште во оној почетен, во првата година се? Сите проекти на фондот започнаа со работа некаде 2015 година, бидејќи траат по година, година и пол. Ова на крајот на 2016 повеќето нивни завршни извештаи беа одобрени и сега веќе излегуваат и на пазар и работат на продажба и на маркетинг, нешто што е најтешкиот дел од работата на една вака млада иновативна компанија. Кога станува збор за иновациите, да напоменеме дека во моментов тече четвртиот оглас за прибирање на понуди за финансирање на проекти, колку средства овој пат тежи буџетот и до кога истиот е отворен? Моментално имаме отворен повик за еден инструмент на фондот кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва, стартап и спинов. Планираме да доделиме околу 15 гранта по 30.000 евра по проект. Тоа е максималната сума што можеме да ја доделиме. Да напоменеме дека 85% нели од проектот го финансираате вие, но компанијата која што е учесник треба да учествува во истиот проект со 15%. Так. Секогаш бараме кофинансирање од самото предпријатие со цел да има
поголема посветеност на проектот, да на тој начин покаже компанијата дека верува во тоа решение и дека е подготвена да коинвестира заедно со фондот во развој на истото. За овој повик имаме планирано 1.450.000 евра буџет, од кои што 1 милион одат за комерцијализација и иновација, односно проекти до 100.000 евра наменети за микро, мали и средни предпријатија кои што сакаат да развијат некои решенија. Кај овие до 100.000 евра имаме кофинансирање од 70% од страна на фондот, од вкупниот буџет, останатите 30% треба да ги обезбеди компанијата и токму тука ја охрабруваме соработката со други предпријатија или со научно-истражувачки високообразовни институции со цел поголема синергија во развојот. Овие два инструменти се конкретно наменети за иновации, за иновативни проекти и тука е клучно да проектите што се доставуваат до фондот ги исполнуваат основните критериуми. Степенот на иновативност, пазарниот потенцијал да е што поглобален, тимот да е целосен, добро осмислен со соодветни квалификации, квалитетно да е подготвен проектот и да има некакво позитивно влијание врз економијата и врз општеството. Во однос на рокот, отворен е овој повик до 3 мај. Во изминатиот период и во наредниве 2 месеци ќе работиме на подетално информирање на јавноста околу самиот повик, едукација, работилници, обуки, како да се пополни предлог проектот со цел да имаме што поквалитетни апликации. Кога станува збор за промоцијата, но и за соработката, каква е соработката со планските региони, но и со двете стопански комори на Република Македонија? Чинам дека и тие во нивните програми имаат дел за иновации. Секако дека соработуваме одлично со планските региони. Во соработка со нив за секој отворен повик организираме најмалку по еден настан во секој плански регион со цел да нашите можности за финансирање им ги пренесеме на сите одблиску на сите предпријатија кои што се со седиште во овие региони. Во однос на овие настани, соодветно може секој да се информира на нашата веб страница и на нашата Facebook страница, каде што редовно имаме информации за нашата работа и луѓето да може да го посетат настанот што го организираме соодветно со планскиот регион. Да не мора да доаѓаат во Скопје да се информираат. Тука и на располагање поддршката што ми ја даваме на членките на коморите. Имаме одлична соработка со Сојузот на стопански комори со кој што потпишавме меморандум за соработка со цел промоција на нашите инструменти и можности пред нивните членки. Наредниот период ќе имаме доста активности наменети за нив. До сега соработувавме одлично и со Стопанската комора на Македонија и на Северозападна Македонија, каде што организиравме едукација за нивните членки. Некогаш е на иницијатива на самите комори не канат, некогаш е на наша иницијатива, меѓутоа идејата е да сме што поблиску до потенцијалните апликанти и корисници на средства и останува да секој што е заинтересиран, доколку не успее да дојде на некој од настаните што ги организираме, да не посети во контакт центарот на фондот во централното подрачје на град Скопје. Господјо Поповска, зборувавме за овие средства кои што веќе колку толку ни се познати на македонската јавност, затоа што веќе 3 повици се поминати, 4-тиот е во тек. Меѓутоа, како фонд за иновација, дали размислувате и за други инструменти, други начини на финансирање на мали и на средни предпријатија? Знаеме дека можеби тие не се носители на целокупниот економски процес во Република Македонија, но многу придонесуваат и за креирање на работни места, но и за развој на економијата. Фондот во моментов на располагање ги има 4 инструменти, 2 директно посветени на иновации, еден на технолошка екстензија или примена на напредни технологии во сектор некој од економијата и еден наменет за инфраструктурна поддршка на иновацијската дејност преку формирање на организации кои што ќе им даваат поддршка на младите компании во процесот на иновирање. За овие 4 инструменти до сега имаме обезбедено околу 10 милиони евра што треба да ги потрошиме до 2019 година да ги распределиме директно во приватниот сектор. Во однос на идните планови секако дека размислуваме во насока да ја прошириме оваа поддршка. Оваа година работиме на дизајн на нови инструменти, односно треба да развиеме правилници соодветни и подзаконска рамка со цел да имаме простор да доделуваме средства и преку друг тип на финансирање кој што
е неопходен, имајќи го предвид досегашното искуство. До сега се планирани еден нов фонд за еквити и мезанин инвестиции, нешто што е позначајна мерка, меѓутоа и недостапна во моментов во Република Македонија. И врз основа на светски искуства од Израел, од Естонија, од други земји, имаме увид дека кога има недостиг на приватни инвестиции од страна на да кажеме приватни инвеститори, приватни инвестициски фондови, приватни или индивидуи кои што решаваат да инвестираат во иновативни бизнеси на други компании. Во тој случај кога не е развиен пазарот на капитал, неопходно е државата да интервенира со цел да го раздвижи, да ги мотивира приватните инвеститори да се приклучат кон државата, да инвестираат во бизнесот кој што е иновативен и потенцијален, клучен играч во растот на економијата, во креирање на забрзан економски раст, а од друга страна да го сподели државата со овие приватни инвеститори ризикот, со цел да повеќе да се охрабрат за да вложуваат средства. Имајќи го предвид ова, решивме да го издизајнираме инструментот за фонд за еквити мезанин инвестиции со цел да им овозможиме уште еден извор на финансирање кој што не е грант, не е заем, туку е директна инвестиција во капиталот на друштвото, на предпријатието, со цел да се забрза неговиот раст, и ова е многу подолгорочен однос, каде што и самиот оној што инвестира, во случајот фондот за еквити мезанин инвестиции, би имал удел и би му давал на менеджментот на предпријатието поддршка со знаење, со водење на бизнеси, со раст на тој бизнес и носење на глобален пазар. Во однос на оваа мерка планирани се околу 30 милиони евра за периодот 2017-2019 година и се надеваме дека ќе постигнеме. Вообичаено кога развиваме еден нов инструмент не требаат никогаш 6 месеци до 1 година, затоа што некогаш се ангажира меѓународна експертиза со цел да развиеме што посоодветен инструмент. Во однос на другите опции што ќе ги развиваме оваа година се деловно-технолошките инкубатори кои што ќе им даваат поддршка и на физичките лица кои што се истражувачи, иноватори, млади кои што излегуваат од факултет, поддршка од почеток на формирање на бизнес до крај, до пласирање на нивниот продукт на пазарот во период од 2 до 3 години. И финансиска и поддршка во однос на знаење, консултантство, финансиски менеджмент подобар, излез на пазар, маркетинг подобар, промоција подобар и барање на други инвеститори или мобилизација на фондови. Меѓутоа, кај овие инкубатори ќе се работи само со иновативни бизнеси. Значи, не се работи со класичен бизнес, туку би биле поддржани само оние со иновативна идеја, со цел да и младите уште од старт размислуваат за стартап предпријатија, за нешто што ќе им донесе многу поголема перспектива за раст на бизнес отколку класичен бизнес. Ова се едни од мерките кои што ги планираме, останатите исто се предвидени во акцискиот план и во среднорочната стратегија на фондот, меѓутоа се наменети за големи предпријатија и за научно-истражувачки и високообразовни институции директно. Кога станува збор за развој, за иновативност, за работата на фондот, во изминатиот период Република Македонија се соочува со една политичка криза. Влие ли тоа врз вас, врз вашата работа? Секако дека влие од два аспекти. Од еден аспект ние сме државна институција и одговараме директно пред владата и за голем дел од работите ни треба согласност од владата. Самиот фонд на некој начин беше основан од владата на Република Македонија и во голема мера се што развиваме како нов инструмент или кога треба да покажеме резултатот сработеното, поминува на влада. И оттаму добиваме одобрување, согласност на правилниците, на годишната програма за работа, среднорочната програма за работа. Така што имаме тесна соработка со владата на Република Македонија и целата ситуација ни влие негативно. За жал, ние се закочува она што сме го планирале да го реализираме со многу побрза динамика, отколку моментално со сите доцнења што ги имаме. И секако ни создава една неизвестност во однос на она што треба да го работиме во наредниот период и дали ќе успееме да реализираме се што сме планирале како позитивна мерка директно наменета за бизнесот. Од друга страна, ги имаме тука и приватниот сектор, кој што иттекако има негативно влијание целава политичка криза и на самите бизнеси, им создава неизвестност, особено што се финансираат од
државата, од Фондот за иновации, од буџетот на Република Македонија, каде што им влева една несигурност дека ќе ги добијат своите ветени финансиски средства за грантовите. И сето ова навистина е неповолно и за бизнесот и за фондот како државна институција. И пред самиот крај, кога станува збор за македонски компании кои што ќе се развиваат со средства добиени од Фондот за иновации, да напоменеме дека главната цел или крајната цел е што полесен пристап на странскиот пазар. Напоменавме во текот на разговорот неколку пати дека се уште сте во оние почетни години кога и не е возможно нели да се очекува предпријатијата кои што користат финансиски средства да се најдат на странскиот пазар. Меѓутоа, кога е оптималното време веќе да почнеме да говориме и за излез полесен на странскиот пазар? Морам да кажам дека кога ги разгледуваме проектните апликации што ни се доставуваат, многу големо значење има како е презентиран пазарниот потенцијал, односно кои пазари во кој рок ќе бидат освоени, на кој начин ќе се пристапи до тие корисници и колку самиот апликант има познавање од истите, односно има и контакти таму и слично. Тука е веќе вториот фактор на неизвестност. Едниот фактор на неизвестност е техничката изводливост на решението, дали е како што ќе биде испланирано. И тука мериме успешност на проектот ако се што планирал успее да го реализира и извади готово решение, готов производ што функционира на пазарот. Тука е едната неизвестност. Втората неизвестност е како пазарот ќе изреагира на тоа иновативно решение, затоа што некогаш пазарот е конзервативен и не сака иновации, зависно од земја во земја, зависно од платежната способност на клиентите и слично. Така што до некаде она што ние го мериме успешноста како се извел проектот, а другата страна е успешноста на самиот бизнес после нашето финансирање кога веќе е оставен сам на себе. Навистина е тешко да се излезе на меѓународен пазар и треба многу поддршка и многу едукација и во тој дел на предприемачите кај нас. Затоа покрај ова што им го обезбедуваме како финансиска поддршка, овој период од јануари до април месец добиваат и менторска и консултантска поддршка во смисла на како да најдобро го испрезентираат своето решение пред потенцијален купувач, како да го лоцираат тој купувач, како да најдат инвеститор и добро да го испромовираат својот бизнес со цел да добијат дополнителна инвестиција и со самото тој инекција за побрз раст. Не е едноставно, се уште овие бизнеси се во рана фаза, некои од нив веќе имаат преговори со потенцијални партнери во странство за да пробаат да го извезуваат таму своето решение, односно да го продаваат. Кај некои сајти решенија нема потреба од извоз, туку директен настап. Кај дел од корисниците имаме директен инвеститор веќе во самиот бизнес, кој што се заложува тоа решение да им помогне да го пласираат на странските пазари. Навистина се надевам дека ќе успеат во својот пат кон реализација на нивната идеја и секако генерирање на приходи. И на самиот крај, кој е вашиот фаворит од овие досега 37 предпријатија кои што се финансирани? Имате ли еден или можеби се тоа повеќе? Па да ви кажам искрено, имаме многу интересни проекти, сосема се различни едни од други, некогаш не може ни да се споредат. Навистина ме радуваат оние проекти кои што доаѓаат од млади луѓе, затоа што тоа влива надеж дека младите луѓе некогаш се навистина креативни и посветени и сакаат и веруваат во својата идеја и сакаат да ја реализираат. Особено кога се подготвени да влезат во бизнес секторот. Имаме неколку случаи каде што млади тимови развија решение, продаваат веќе на пазарот, а и добија инвестиции од други извори, со што се позитивен пример за сите оние млади луѓе кои што излегуваат од факултетите, што сакаат да се бават со креативна работа и кои што ќе добијат можност од фондот да ја реализираат истата и да останат во Република Македонија ваквите креативни квалитетни луѓе. И на самиот крај е еден апел до сите оние млади кои што оваа вечер се со нас, кои што имаат добра идеја, да ги подсетиме само дека 1.450.000 евра стоат на располагање во четвртиот веќе објавен јавен повик за финансирање на иновации. Господја Поповска, јас ви благодарам што оваа вечер бевте наша гостинка. Се обидовме на гледачите на регионалната К1 телевизија да им го представиме фондот за иновации, што тој работи,
која е целта? Целта е македонските компании да јакнат и многу полесно со своите иновативни производи да испаднат на странскиот пазар. Ви благодарам на можноста да им ги доближиме и на гледачите на вашата телевизија овие можности што стојат на располагање. Почитувани гледачи, уште еднаш благодарам за тоа што и овој пат бевте заедно со нас. Останете и понатаму со програмата на регионалната К1 телевизија. Пријатно!